Димитар, прво добро дојде во Слободен печат, честитки за Макфест. Кажи ми, која година поред наставуваш на Макфест? Која година? Знаеш, имаш така информација? Значи, 2003 ми беше првиот настап. Добро. Мислам дека околу 5 настапи или 6 имам точно предходната година. Исто бев и ова година, нели како јубилеен фестивал, 40 годишен. Сметав дека треба, имав и песна која што ми седеше така во демо формат и ја пуштив на аудиција. Ти си тогаш вистинскиот човек кој што ќе ни каже, ќе ни направи една паралела. Како беше тогаш, колку пораснал Макфест во меѓувреме низ овие години? Па дефинитивно расто со времето и навистина веќе кога го гледаме и во еден телевизиски формат вака, навистина самата бина, самата организација е на едно повисоко ниво. Мене ми е многу драго затоа што често го кажувам ова, за жал не остана еден единствен македонски фестивал кој што ја промовира македонската музика и мислам дека навистина треба да го негуваме и во иднина за да излегуваат песни кои што иднина треба да станат хитови. Да. Кога сме веќе баш за тоа, за фестивал поврзано со хитовите, колку Макфест е платформа која што може да роди хитови? Знаеме дека имаме многу хитови, меѓутоа тогаш имаше друга сцена. Да. Сега е некако друго, сега веќе постојат социјални мрежи, други платформи каде што може човек да се промовира. Колку се уште ја има моќта фестивалот, музичкиот фестивал да промовира нови песни, нови хитови, нови имиња? Па мислам дека има заради тоа што еве во поново време песни кои што излегле баш од овој фестивал, станале големи хитови. Имаме пример, значи, во последниве 10 години уназад, навистина има песни кои што ден денес ги слушаме се баш од фестивалот и оние старите од тоа време, нели, кога самиот фестивал се градел, дефинитивно излегуваат хитови и се надевам дека барем 1 до 2 хитови годишно треба да допладат. Утре ќе имаме мала ретроспектива, ќе се подсетиме на хитовите, на макфестовските хитови. Кој е твој омилен фаворит и од која песна, уствари, макфестовски хит би направил ти лично кавер? Би ја издал како твоја верзија? Знаете како многу ми е тешко кога треба да ги селектирам така песните. Имам многу песни кои што ги сакам. Навистина песни кои што се пеат и по настапи, по многу други манифестации, приватни забави, така натаму. Една од поомилените песни ми е Кој да ти каже Иван. Добра машка песна, машка песна. Сум ја пел многу пати заради тоа вајда по. Супер, ајде за крај само да ни кажеш што вечерва може публиката да чуе тема, може да чуе тема? Па нормално ќе чуе мојата нова песна, јас сум автор на музиката, дел од текстот и аранжманот, ми помогна мојот драг колега Александар Тарабунов да ја досклопам структурата во текстот и се надевам дека ќе уживаат и луѓето заедно со мене на сцената. Понатаму оставам публиката да е таа кој што ќе одлучи дали им се допаѓа или не песна. Супер, фала ти, Димитар. Времето се заплетивме, вечна љубов да живееме. Времето